се селиме на кратко во Куманово. На линија виќе ние Сашо Тодоровски, директорот на Центарот за култура од Куманово, имено на 30 и 31 мај во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово ќе се одржи третото издание на фестивалот на проза. Токму затоа му велам добар ден и добре ни дојдовте вака, нели, преку Вибер комуникација да искомуницираме и да ни кажете што е новото од Куманово. Добро утро, добар ден на вас и на вашите гледачи. Така, навистина ми е драго што сме денеска тука со вас. Би сакал да го представам нашиот фестивал на проза кој се одржува традиционално веќе трета година на 30 и 31 мај оваа година во Центарот за култура, во фоаје на Центарот за култура. 2 вечери ќе има фестивалот, богата програма со гости од Бугарија, Србија, Црна Гора и Македонија. Би сакал да ги најавим и да ги кажам гостите за првата вечер. Тоа се Бојан Кривокапиќ од Србија, Петар Денчев од Бугарија, Фросина Пармаковска, Македонија, Хана Корнети Македонија, Никола Николиќ Црна Гора и модератор ќе биде Душко Крстевски. Тука ќе се зборува за првата вечер. Би сакал да кажам дека темата, една од темите на овој фестивал ќе биде и вештачката интелигенција, односно времето во кое екзистира и постои денешната книжевност и литература, кои се предизвиците со кои се соочува. Вториот ден на 31 мај фестивалскиот ден ќе започне со работилница за најмладите, каде ќе бидат Владимир Лукаш и Искра Димковска. Тоа се работилници каде на еден креативен начин авторите ќе се обидат да ја представат литературата на најмладите, бидејќи публиката и денешните млади уште од најрана возраст да се обидеме да ги најдеме начинот да засакат литературата. Сигурен сум дека ќе имаме една убава креативна работилница. Тоа е во 11 часот на 31. Во 17 часот истиот ден имаме работилница за креативно пишување. Тука гостини се Живко Гроздановски од Македонија и Јорданка Белева од Бугарија. Ќе има работилница каде на свој начин ќе ја прикажат својата страна на работата за тоа што е потребно да се создаде едно литературно дело, начинот на кој се создава. И вечерта, затварањето на фестивалот во 20 часот, повторно имаме гости, тоа се Лилјана Пандева, Билјана Црвенковска, Пламен Тотев, Владимир Јанковски, Арлин Фазири и тука модератор ќе биде Ана Јовковска. И сигурен сум дека кумановци и сите што ќе дојдат од Македонија, ги поканувам сите, ќе имаат едни убави 2 вечери во Куманово, вечери на литературата и убавата проза. Така, Сашо Тодоровски, како директор на Центарот за култура, многу убаво ги споменавте сите овие нешта кои што требаше да ги споменаме, нели, за да ги натераме луѓето, па можеби од Скопје и ширум Македонија да дојдат во Куманово на 30 и 31 мај. Но кажавте нешто што мене ми е исклучително интересно. Вештачка интелигенција. Многу пати или често пати знаеме и во студиото овде со колегите да се шегуваме на тема вештачка интелигенција и колку таа може да помогне или да одмогне во разни ситуации. Кога станува збор за прозата и пишувањето, на каков ниет или со какви размисли се луѓето кои што можеби претходно ќе исконсултиравте и кои што ќе бидат говорници, панелисти или ќе бидат учесници, колку вештачката интелигенција може да ни помогне во создавањето на добри дела? Токму затоа и разговаравме да биде таа една од темите на овој фестивал. Сега ќе видиме какви ќе бидат разговорите и на модераторите и на учесниците. Секако дека таа вештачка интелигенција може да помогне во некои работи, меѓутоа не би требало да се ослониме само на неа. Сепак тука литературата ја пишуваат живи автори, живи луѓе, сепак тоа се нивни чувства, нивни доживувања. И сигурен сум дека колку и вештачката интелигенција да навлегува во тој простор и да го завзема тој простор на книжевноста, сигурен сум дека секогаш ќе обстои, ќе постои една нишка каде живиот автор ќе може да ги пренесе своите доживувања и своите чувства на лист хартија, бидејќи сепак тоа чувство што тие го пренесуваат, не знам колку вештачката интелигенција ќе може да го представи на публиката. Може би за неколку години тоа ќе се развија на начин на кој навистина овој разговор ќе кажеме дека не бил потребен. Навистина не знам на каде оди сето тоа, меѓутоа во моментот ќе поразговараме на 31 и 30 мај ќе видиме на каде оди. Тоа дали можеме
ние нешто тука да промениме, се надевам не, меѓутоа можеме да останеме да ја читаме убавата литература, убавата книжевност која ја представуваат авторите. Така е, да. Споминавте и самиот планирани се работилници за најмладите, планирана е работилница за креативно пишување, 2 вечери дискусии за прозата. Јас застанувам овде уште кај работилницата за креативно пишување. Иако знам дека и во Скопје, ми се чини и ширум Македонија, дека постојат такви работилници за креативно пишување во кои што најмладите се иницираат за создавање на прозни дела, а потоа и самите да изберат можеби да бидат новите идни писатели на македонски. На кој начин или веројатно како трето издание сте имали досега работилници? Дали можеби имате веќе муабет со нови идни македонски автори? Така, ние би сакал да се пофалам дека пред Центар за култура пред 2 години формиравме и книжевен литературен клуб, каде навистина се собираат младите од Куманово, ги анимираат и другите млади да дојдат и од Скопје и од некои други градови, тука да организираме книжевни вечери и литературни читања, и дел од тие млади ќе присуствуваат на оваа креативна книжевна работилница. Сепак создавањето на едно дело, еден процес, едно креативно пишување, но не е лошо кога имате некои луѓе, а тоа се навистина луѓе кои ќе бидат на таа работилница, луѓе од Фелата, искусни луѓе, Живко Гроздановски од Македонија, Јорданка Белева од Бугарија, навистина ќе окажат начинот на кој би можело да се дојде до создавање на едно дело, но сепак тоа е во креативноста на секој млад човек и на тоа колку може и колку сака да создаде и напише едно литературно дело. Така е, во право сте. Она што како заокружување на овој разговор би ве прашала колку треба директорот на Центарот за култура од Куманово да одвои од своето време заедно со својот тим за создавање на еден ваков фестивал на проза, на што се треба да се размислува? Така, овој фестивал започнавме да го правиме уште по завршувањето на идниот, минатата година, на 30-31 мај. Навистина се заблагодарувам на целиот тим кој работеше со мене и работи се уште со мене за да се реализира овој фестивал. Навистина тука се и подготовките, да се сместат гостите, да се сите тие едноставно технички работи кои треба да се завршат околу фестивалот, за да тие 2 вечери поминат во најдобар ред. Навистина има доста работа. Подготовките на каталогот, едноставно постерот, маркетингот, се тоа е вклучено за успешна реализација на овој фестивал. Така е. И уште едно прашање, што не ве прашав на почеток, како е во Куманово денеска, какво е времето, дали е раздвижено, дали има уште некои работи што може да ги кажеме вака од прва? Сончево е времето, убаво е, најавуваат уште потопло време, се надам дека ќе имаме и убаво време за фестивалот. Да. Да поздравувам вас сите и навистина ни е драго што се вклучувам во утринската на ТВ Телма. Така е. Ве поканувам да дојдете на фестивалот. Така е. Ви благодарам за... Така е, ви благодарам за поканата, секако покана и од нас, и затоа сме тука како медиум само да ги споиме нештата. Значи, не заборавајте, 30 и 31 мај во Центарот за култура Трајко Прокопиев во Куманово ќе има навистина и што да видите и што да чуете, бројни гости, панелисти, креативни работилници за најмладите, вечери за дискусија за прозата. Прозата е секогаш инспиративна, но и тука сме сите ние заедно да ги поттикнеме најмладите да продолжи овој убав бран на создавање на македонски автори. Господине Тодоровски, ви благодарам за ова утринско вклучување. Се надевам дека се ќе биде во ред за 2 дена на третото издание на фестивалот на проза во Куманово. Поздрав до сите во Куманово, исти како се гледаме.